Неизбежната и се поприсутна вештачка интелигенција беше тема на настан кој под насловот Вештачката интелигенција во функција на наставата, кој го организираше Факултетот за образовни науки при УГД Штип. Идејата е преку овие предавања во период од година и нешто да каниме луѓе кои што ќе го осветлуваат овој проблем и ќе дадат можност и на наставниците и на студентите да се запознаат со употребата на вештачката интелигенција. Идејата низ овие настани е да се биде во тек со најновите настани, најновите научни случувања, значи она што е релевантно не само во научниот свет, туку воопшто и во што има општествена релевантност. Кој е нивото на употреба на вештачката интелигенција во образованието? Во образованието воопшто на сите нивоа се користи исклучително многу, посебно во помладите генерации го користат, но факт е дека треба да ги обучуваме и нашите идни наставници, но и сегашните наставници да ги користат современите модерни алатки кои што ги нуди оваа вештачка интелигенција. Пораката на Марина Василева, кону експерт за користење технологија во образованието во Шкотска, до сите е следната. Да не бидат корисници на вештачката интелигенција, туку да развијат вештини кои што ќе им помогнат да ја обликуваме вештачката интелигенција според нашите потреби, според потребите на човештвото. Освен добро, вештачката интелигенција во образованието носи и ризик. Можеме да загубиме работата сите ние што сме во образованието, значи тоа е нешто што ни стои над глава како ризик, меѓутоа креативноста која што ние ја имаме, вештачката интелигенција е глупа. Ако не поставиш правилно прашање, ти дава неточен одговор. На настанот присутен беше и професор Мухамед Демир Билек, кој ја представуваше вештачката интелигенција низ образовни игри. My research interest is artificial intelligence and games in education. Неговата специјалност е во развивање на образовни игри и неговите истражувања исто така се во таа насока како образовните игри можат да бидат корисни во наставата. Teaching and learning process, how we can increase their capacity using generative AI in daily life.